Здраво, другарчиња! Еве ме мене пак. Јас сум учителката Цоца од градинката Рахилка Гонева од Свети Николе. Еве денеска ќе се дружиме и малку ќе учиме математика. Се надевам дека ќе ви биде интересно. Се надевам дека и претходната занимална ви беше интересна и дека интересно ќе ви биде и денеска. Денеска ќе се дружиме со математиката. Ќе ги подредуваме формите од големо, помало и најмало. Еве, да видиме овдека имаме 3 раце. Оваа рака ни е голема. Оваа рака ни е помала, а ова раче ни е најмало. Потоа имаме 3 риби. Ајде да видиме сега како ќе ги подредиме нив. Оваа риба е голема, оваа риба е помала, а додека пак оваа риба или оваа рибче е најмало. Потоа, еве имаме 3 топки. Оваа топка ни е голема. Оваа топка ни е помала, а оваа топка ни е најмала. Така, дечиња. Меѓутоа, за да поубаво го разбереме сето ова, јас денеска ќе ви раскажам една приказна за едно девојче, Златка и 3 мечиња. Така да, се надевам дека откако ќе ја слушнеме приказната, многу полесно ќе ни биде и ќе научиме како да ги подредуваме работите. Еднаш, многу одамна, си живеело едно мало девојче, Златка, кое што си живеело со своите родители. И тоа живеело во една куќа блиску до шумата. Едно попладне, Златка тргнала да се прошета. Почнала да собира цвеќиња, ту едно, ту друго цвеќе, се додека не се нашла длабоко во шумата. Златка се изгубила во шумата. Среде шумата се наоѓаше куќата во која што живееја семејството Мечки. Таткото Мечок, кој бил голем, висок, тежок, силен. Мајката Мечка, која била ниту многу голема, ниту многу мала, ниту многу тешка, ниту многу силна. И малото весело меченце. Значи, во куќата живееле таткото Мечок, кој бил голем, мајката Мечка, која била помала, и детето Меченце, кое што било најмало. Мајката Мечка подготвила за вечера една убава супа. Но не можеле да ја јадат, затоа што била многу вруќа и излегле малку да се прошетаат низ шумата, додека да се олади супата. Златка стигнала до куќата на Мечките, ја отворила вратата, ја намирисала убавата супа и седнала на масата. Таа седнала на столот на големата Мечка. Но тој бил многу голем. Потоа седнала на столот на господјата Мечка. Но и тој не и бил точен. И на крајот седнала на малото столче, на најмалото столче на мечето и оп, како седнала, столчето се скршило. Потоа
се обидела да јаде од супите. Прво се обидела да јаде од супата на господинот Мечок, која била во голема чинија. И лажицата била голема. Потоа се обидела да јаде од супата на госпоѓата Мечка, која била помала од претходната чинија, но на крајот успеала да се најаде од супата на малецкото мече, која што била во најмала чинија. Чи овдека ги имаме голема чинија на големата мечка, помала чинија на помалата мајка мечка и најмало чиниче на најмалото мече. Штом се најаде, Златка побарала место каде да спие. Креветот на господинот Мечок бил голем. Креветот на госпоѓата Мечка бил помал, но и тој не бил точен. И затоа Златка си легнала на најмалото креветче на мечето и заспала. Значи и овдека големиот кревет на големата мечка, помалиот кревет на помалата мечка, мајка и најмалото креветче на најмалото мече. Во тој момент семејството Мечки се вратило дома и на масата прв седнал господинот Мечок и со силен глас викнал: "Леле, леле, кој пробал од мојата чинија?" Потоа на масата седнала госпоѓата Мечка. "Леле, леле, кој пробал од мојата чинија?" На крајот, последно на масата се приближило малото мече. "Леле, кој го искршил моето столче? И кој ја изел мојата супа?" Меченцето отрчало до креветот потоа и гласно викнало: "Тато, мамо, дојдете да видите, едно девојче спие во моето креветче. Колку е убаво, како кукличка." Од сета оваа врева, Златка се разбудила. Се поткренала на креветот и ги протрила очињата. Ги видела трите мечки како стојат пред неја. Златка многу се исплашила, дечиња, и со еден скок низ отворениот прозорец се нашла надвор. По малку време Златка пристигнала во нејзината куќа и ветила на мајка ѝ дека ќе ја слуша и нема да се оддалечува од дома, и силно ја гушнала мајка ѝ. Еве, дечиња, ова беше приказната за Златка и трите мечки. Се надевам дека ви беше интересна и можеме сега пак да ги повториме. Значи, ова е големата мечка, таткото, ова е помалата мечка, мајката, и ова е најмалото мече, детето. Потоа имаме големо столче, помало столче, најмало столче. Потоа имаме голема супа, чинија со супа, мала чинија со супа и најмала чинија со супа. И имаме голем кревет, помал кревет и најмал кревет. Еве сега имаме уште неколку примери. Например, овдека имаме 3 животни. И ајде сега да ги подредиме. Ајде заедно. Кое е големо? Така, мачето. Кое е помало? Клувчето. И кое е најмало? Мравката.
Браво, дечиња. Ајде да видиме сега тука на оваа слика. Кое куче е големо? Така, дечиња. Ова е големо куче. Кое куче е помало? Така, ова е помало. И кое куче е најмало? Така, дечиња, ова куче е најмало. Ајде сега да видиме овдека. Може да ги подредуваме куќите. Која куќа е голема? Ова, така. Која куќа е помала? Ова. Имаме уште една помала куќа, така ли, дечиња? Еве ја. И која е најмала? Оваа куќа. Така, дечиња. Сега ќе ви зададам неколку задачи кои што се надевам дека успешно ќе ги завршите. Овдека имаме една печурка. Вие сакам да нацртате, значи оваа е голема печурка, а вие сакам да нацртате помала и најмала печурка. И овдека имаме едно чадорче кое што е големо, а вие сакам да нацртате помало и најмало чадорче. Така, и уште една задача, поинтересна, за која што ќе ви требаат ножички, лепак и неколку листови во боја. Потоа ќе треба од листовите во боја да исечете правоаголни форми со различни големини и да ги подредите формите од големо до најмала форма. Кога ќе ги подредите формите, од секој правоаголник треба да направите круг, односно да ги залепете краевите и да направите круг и потоа секој круг да го залепите еден со друг, така што ќе добиете една ваква гасеница со кругови со различни бои и со различни големини. Можете исто така, кога ќе ја завршите и оваа задача, можете да подредувате, да продолжите со подредувањето на коцки, можете да си ги подредувате топките, играчките што ви се дома и секакви најразлични предмети. Мили другарчиња и драги дечиња, до видување, до следното видување.